Добро дојдовте во квинтастичниот подкаст на Развојна академија, каде што науката, телото, свеста и душата се сретнуваат во еден простор на целовитост. Јас сум Дороти, фасцинирана од длабочините на човечкото постоење. Во оваа серија ве водам низ едно внатрешно патување кој има моќ да ја пренасочи вашата перцепција, вашата енергија и да ве мотивира кон самосвесност. Предлагам на овој серијал да гледате како на енергетски повик да се сетите кои сте вие во вашата најдлабока суштина. Зборуваме за концептот на Панча Коша, кој потекнува од Таитирија Упанишада, ведски стар текст над 2500 години. Според оваа филозофија, човекот е многу повеќе од само тело. Човекот е обвивкан со 5 обвивки или 5 коши. Првата е Анна Маја Коша, телесната обвивка составена од храна. Прана Маја Кошата е втората обвивка на животната енергија. Мано Маја Кошата е третата обвивка или менталното, емоционална обвивка. Виджнана Маја Кошата е обвивка на интуицијата и длабокото знаење. Ананда Маја Кошата е обвивката на блаженството. Овие обвивки не се поставени една врз друга, туку се вибрациони полиња на свест, поврзани и меѓусебно преплетени како музичка хармонија. За да ви ги доближам попластично, ве замолувам да замислите лук, слоеви што се отвараат еден по еден. Но за разлика од лукот, во нашето средиште нема празнина, таму има ананда, состојба на чисто блаженство и единство со се. Многу современи мислители, автори, филозофи, научници и научнички го вклучуваат моделот на Панча Коша во своите системи на истражување, експериментирање, проучување. Па, например, Кен Вилбер во интегралната психологија ја користи оваа структура како алатка за холистички развој, а ја користиме и ние во Развојна академија. Понатаму, Даниел Сигел говори за mindsight, вештина да се гледа во внатрешниот свет, која е директна паралела со внатрешните обвивки, со луковката на нашето постоење, би рекла. Стефан Портс преку поливагалната теорија го објаснува нервниот систем како мост помеѓу свесноста и безбедноста, особено релевантно за Прана Маја и Мано Маја. Докторката Кендес Перт, авторка на молекулите на емоциите, докажува дека емоциите се биохемиски јазик, дел од нашата обвивка на енергија и тело. Емотивното не е само ментално, тоа е и телесно и хемиско. Хормони и невротрансмитери се јазикот на нашата суптилна реалност. Габор Мате, исто така, мојот омилен учител, покажува како траумата се запишува во телото, што е директен одраз на Анна Маја и Мано Маја Кошите. Руперт Спира зборува за Ананда како за нешто многу повеќе од концепт, туку надконцептуално, како постоењето кое се чувствува, кое се доживува. Басел Вандерколк исто така објаснува во Body Keeps the Score, телото кое помни се, како се случуваат овие работи и од каде доаѓаат. Науката се повеќе го потврдува она што мудроста го знаела со векови. Свеста има структура, а таа структура на наше радување се тренира. Сара Лазар, докторката, преку ФМР и студиите покажува дека медитацијата ги менува мозочните структури, зони на внимание, зони на самосвест и зони на сочувство со себе си, со другите, со светот во кој постоиме. Психоимунологијата открива дека мислите и емоциите влијаат врз имунитетот, директна врска помеѓу Мано Маја и Ана Мајата. Поливагалната теорија не учи дека безбедноста е основа на трансформацијата. Поврзано е и со Прана Мајата и со Ананда Мајата. Во НЛП исто така овозможуваме промена на ментално-емоционалната матрица. Работиме и со Мано Мајата и со Виджнана Маја Кошите. Овој серијал ги разгледува обвивките една по една, но секогаш низ целосен поглед.
Панча коша е жива мапа, динамична структура на човечкото искуство. Ако некогаш сте се прашувале, ако некогаш сте оделе на лекар и сте се прашале зошто не е доволно, ова е одговорот на вашите безброј различни прашања. И покрај безброј различни прашања, одговорот е секогаш еден. Заради тоа што обичните доктори го третираат само еден сегмент од овие наши обвивки. И тоа се најматеријалниот од сите сегменти, оној кој прв се распаѓа кога починуваме или преминуваме во друга димензија, и оној кој прв се гради, и оној кој последен се гради кога доаѓаме на свет. Секоја од овие 5 обвивки е енергетски портал, начин на процесирање на реалноста и поле за трансформација. Низ овој серијал ќе работиме преку телото и движењето или Анна Мајата, здивот и животната сила, што е Прана Мајата, мислите и емоциите, Мано Мајата, интуицијата и вредностите, што е Виджнана Маја, и присутност и спиритуалност, Ананда Мајата. Затоа ни е потребен холистичкиот пристап во секој исцелување и во што и да одлучиме да манифестираме, реализираме, да промениме, да придонесеме. Во периодот кога секојдневно се посветував на своите пракси, кои беа комбинација за комбинирање на сите 5 фини тела, во текот од 10 недели едноутро додека станав да си го подготвам утринскиот пијалок, ја почувствував себе си. За прв пат, можеби, во моите речиси 40 години, ја почувствував себе си како звучност, како тишина, како движење и нешто што се случува пред движењето, но многу како комплетно и целосно присуство. Не беа мисли, беше некој вид на светлосно поле кое во моментот се отвори. Нешто поврзано со мајката земја и со самиот пулс на постоењето. За мене ова беше длабоко просветлувачки момент, кој од тогаш понатаму стана реалност. Па денес ја отвараме вратата, патување низ Панча коша, длабоко, реално и практично. Начин да се живее посвесно, послободно, попрецизно. Во следната епизода ќе навлеземе во Анна Маја кошата, телото како тема. Ќе зборуваме за импулси, трауми, слушање на телото и ве водам низ специјална телесна медитација. Знам дека имаше многу информации, ви благодарам што бевте со мене. Ако оваа епизода ве допре, споделете ја со некој кој има потреба од длабоко внатрешно патување, преосмислување или трансценденција на себе си. Пишете ми порака или прашање. Вашите зборови може да станат дел од идните епизоди на квинтастичниот подкаст на Развојна академија. До следното слушање, останете длабоки, свесни и присутни со океанска љубов и за највисоко добро. Намасте.